Ако сте ни подготвени за сендвич со авокадо и сирење, ова денес ќе биде нашето вкусно мени. Кате веќе добро најави. Наш, ама и ваш умилен Антони Велковски денес во нашата утринска нателма или во оброкот на денот. Уште малку рековме се движиме до финалето и оваа втора сезона како се дружиме со тебе, затоа ќе ти заблагодарам уште еднаш по неколку пати до сега. И тоа што и денес ќе ни донесеш пак едно убаво свежо мезе или пак оброк за сите оние кои што не следат. Како си периодов? Супер, нели, вообичаено, со доста ангажмани, тоа веќе не треба да повторувам, меѓутоа, знаеш како доаѓа лето, веќе се планираат одмори, па живеам за одморот во лето. Мислам дека сите го чекаме тоа. Инаку мала дигресија, изминатиот период повторно да зборевме нели надвор од твоите овие обврски кои што ги имаш со твоите клиенти околу нутриционизмот. Често знаеме да се дружиме со тебе нели во оние утрински радиски часови и дали веруваш во статистиката дека човек после 35-та година сериозно веќе не ги обсервира музичките хитови или не ја прати музичката сцена како некогаш? Да речеме пред 35-та и по 35-та, така некако таа распредела се правила. Верувам дека така, знаеш, јас не сум мерил затоа што сум малку преоптоварен со таа нова музика и сега не можам да кажам, нели мене јас можеби затоа ми се појавува некоја мала неодбивност, сега тоа е лош збор, ама така некако кон новата музика. Ама реков не сум мерило сега, не е поради годините. Секој со својот вкус. Ама мислам дека посебно на 40 години некако многу стануваме носталгични, па затоа се навраќаме кон постарата музика. Кон постарата музика. Да, ама и мислам дека продукцијата, битот и нешто тоа што го имаше во 80-тите, 90-тите не се повторува. Добро, се види ако ја праша секоја генерација, различно ќе ти каже. Оваа генерација ќе ти рече дека оваа е најдобра музика. Јас се потпирам од барем искуството на нели помладите членови во моето семејство, ги имам нели дузина и тие секогаш велат. Јас секогаш сакам да растам со Сајмон Карфанкел, да речеме, мојата внука ги слуша Дженис Джоплин, Дюран, така што верам дека и новата генерација забележува дека тоа беше многу поубаво време на компонирање отколку денешно кога на една песна се појавуваат 20 продуценти, 20 автори, а сето тоа е некако компјутерски направено. Со вештачката интелигенција. Не разбираш? Види, секое време си носи своји трендови и музика, така што не можем, јас барем не судам, нели, некој дали ја сака сегашнава или старата музика. Секој да се ужива во која сака. Јас лично повеќе уживам во постарата музика, реално. Меѓутоа не значи дека ја одбивам нова музика, ми се допаѓа таа. Едноставно тоа што ми се допаѓа, што ќе ми фати уво. Да, ама морам да ти признам дека цврсто веруваме на Антена 5 и цврсто ти веруваме тоа што го пласирате, така што секоја чест. Колку ти кога готвиш изминативе години пред и додека си со клиенти така натаму, музиката ти игра улога во целиот холистички пристап, тоа што ќе го дадеш како енергија и љубов овде. Јас никогаш не работам во тишина. Јас и кога учев на време никогаш не работам во тишина, значи мора да имам музика. Не пуштам нешто, да речеме, плейлисти да правам на Spotify или не знам што. Пуштам најчесто радија на интернет и така слушам или знам на YouTube има убави миксови од джез и боса нова да се пуштат и тие ми се онака пријатни, посебно кога сакам повеќе внимание да посветам на тоа што го работам или да не ми свртува нешто друго вниманието. И таа комбинација, ама во тишина не. Во тишина работа треба да сум нешто нервозен или не знам, тоа се крајни случаи, значи крајни ситуации. Те прашав затоа што следната сезона ветувам дека додека готвиме јас и ти во студија ќе пуштиме музика. Сигурно да биде комплетна. Да биде комплетна, да. Овие две сезони некако се посветивме вака, ама следната сезона со музика. Така. Денес ќе ја искомбинираме темата со храна и вежбање и последниот период можам да забележам дека и веројатно и клиентите твои бараат се повеќе некако да бидејќи нели можеби лето, а и сите сакаме некакви животни промени, токму убава протеинска храна избалансирана во текот на денот, па така што и ова денеска некако ни е овој оброк така. Можам да го ставам во таа категорија. Јас дури бев со идеја едно време да составам, ама веројатно тоа за од септември ќе остане мени, односно готова програма за тие што се заинтересирани со повеќе протеини, а без многу месо. Значи не значи дека треба кога зборуваме за протеинска храна, мора да значи дека само месо треба да се јаде. Еве ќе биде и овој оброк на некој начин така побогат протеински, сега зависи кој што ќе и свеж мора да признам од продуктиве. Да, кој што ќе употреби, па сега имаме нели кромид, имаме домати, има спанаќ, така што да го искористиме, ќе направиме сендвичи, на сендвичите ми се секојаш омилена варијанти во програмите доста често ги додавам. Затоа што гледам дека на луѓе доста и добро им одговараат сега под сендвич, се може да се подразбера различен состав нели да се направи, дали во обична варијанта, веганска, вегетаријанска, по протеинска, по непротеинска.
зависност од целите кои што си ги доста се поставаме. разновидни. Да. Што правиме овде? Значи ќе ставам овде имам Ова е пониско. cottage cheese, така? Тоа е тоа Не, или е овде урда? урда употреби, Урда, cottage добро. cheese би било подобра варијанта, еве да јас одам на некоја поевтина варијанта, значи урда, меѓутоа на декларацијата да гледаме да има повеќе протеини, помалку масти. Ова Добро. конкретно сега да не е рекламирам или брендови, ова конкретно има 15 грама протеини на 100 грама, што е сосема окей. да. Во збориме во 100 грама, така Во да? 100 грама, да. Супер. Така што е доста добра опција да се избере како попротеинска. Сега има разни варијации, нели, зависи како е подготвена. Ова урда е на пример доминантно со протеини од сурутка и затоа и нели процентот на протеини е подзголемен, а на масти е помал. Тоа е тоа што ни треба во Да не рецептот. забораваме дека оваа комбинација може да биде добра и во врап, нели, да речеме со тортилји. Може, да. Секако дека тој јаглехидрат е препорачан нели да се особено ако е полно зрнесто, нели јагле. Да, убави се сите варијанти, значи зависи што ќе употребиме и друго како додаток, дали ќе биде бела тортилјата или полнозрнаста кој како му е по вкус. Меѓутоа ќе потседиме веќе зад камер ми рече интегралните тортили, макарони, тестенини имаат помал процент на протеин. Па реално има помалку процент затоа што имаат и помалку процент на глутен, глутенот е протеинот, нели во пчени, тие се прават најчесто од пшенично брашно. Сега некои има комбинации со чија, со семиња, па тие можеби ќе имаат и повеќе процент на протеини. Треба да се прегледа декларацијата и да се види. Сите и тестенини, значи и тортилји и слично, се со различен состав и кој зависи какви потреби има, може слободно да се погледне, дали некој сака повеќе диететски влакна, дали некој сака повеќе протеини. Так, и баш. таков производ да се купи. Да, и еве сега да те прашам, бидејќи знам дека имаш бројни клиенти, сите со различни проблеми, Да, нели овде додадов здравствени? авокадо, само да спомнам. Да, и авокадото, здрав маст. Да, здрави масти, а може да додаде и протеини. Ние се подпираме на авокадото на протеини, ама додава во вкупниот број. Така е, баш вкупно како пакетч, Да. како пакетче. Моабетот ми беше дека сигурно секојдневно среќаваш различни нели клиенти кои што нели си барат така изискува енергија да направиш добра програма и сега да речеме што ако се случи, не знам дали си имал можеби сега барем во историјата на твои клиенти изминативе години, пациент кој што е алергичен на глутен, а при тоа треба да внесе да речеме нели поголем внес на протеини, неа да речеме месо и е веган. И каква е комбинацијата тука да речеме? Сигурно малку по Не, рестриктивно во погледу на рестриктивно затоа што не сме да го прима нели како намирница, меѓутоа има замена, нели. Има може киноа да се користи како основа, нели, како житарка, нели, да ги замениме глутенскиве житарки. Може киноа да се користи, значи хелда, амарант, тие се дури и амарантот има дали и доста. пшеничното брашно влегува во оваа категорија или го Пшеничното е глутенско, ако веќе правиме значи, добро, јас ти ги знаеш многу. Пченкарното е безглутенско. Така што може да се искористат тие житарки. Сега ако веќе е некој веган вегетаријанец, сега нели има разлика, меѓутоа еве ако е некој веган вегетаријанец ќе си додаде и некои растителни извори на протеини. Најчесто тоа е тофу или наут, да или речеме. наут, или граф, или леќа, нели грашок. Така што ќе мора на тој начин да се компензира. Реално малку потешко оди со растителни протеини, исклучиво ако е некој на растителни, нели зборувам за веганска варијанта, не вегетаријанска. Без јајце, без млеко, Да, млечни производи. реално оди потешко, меѓутоа со добар план и може да се достигне некој добар процент. А да речеме сега, нели, ајде, не сме стрикни вегани, да речеме, ставаме млечни производи. Да. Кај многу умина, да речеме, знаат да создадат тегоба, односно диареја. Да, тоа затоа што нели имаат лактоза Да. млечните производи. Да, и тука би ги избегнал, би ги елиминирал или би ги додал со некој помал процент, да речеме, еве, да речеме, пармезанот и урдата имаат малку помал процент на масти и така натаму. Не знам што би препорачал тука. Вака, значи има млечни производи кои што имаат помалку лактоза и луѓе што не се толерантни на лактоза, всушност може да толерираат во помала доза. Некои не можат воопшто да толерираат. Значи секој според индивидуално. Индивидуално е, да, доста индивидуално е. Тука не можеме да кажеме нели дека важи за сите исто.
Така што во такви ситуации јас би препорачал или не знам без лактоза млеко, ако веќе се конзумираат млечни производи, или едноставно ако треба комплет да се исфрлат, тогаш може да се додаде некој од овие сега има прашоци нели на растителна база од ориз, од грашок, од чија, мислам дека има видено на пазарот. Веќе има. Да, од соја, така што може да се искомбинира и на тој начин или да си потпомогнат луѓе со тој тип на протеини, Така. протеински прашоци, за да може да внесуваат повеќе протеини во текот на денот. Инаку не дека зависиме ние од млекото сега дека мора млечни производи да се конзумираат, ама се од доста голема помош. Така. Периодов, да речем, ако те прашам, каква навала на клиенти процент имаш, да речеме, некој кој што сака да ослабне повеќе, некој кој што сака да зголеми мускулна маса, ме интересира сега. Дали летото си носи можеби своји предизвици? Не, тие што сакаат да ослабнат се константно, нели, присутни. Мака што јас многу не сакам да се декларирам како нутриционист што работи на намалување телесна тежина, ама тоа е неизбежно, нели? Здравата исхрана ти е тебе реално најфундаменталното. Да, повеќе работам со луѓе што имаат некаква дијагноза претходно. Дали имаат дигестивни проблеми, дали имаат проблеми хормонални или слично. Значи повеќе работам на таа тема. Како спортски нутриционист многу не се декларирам, мака што спортскиот нутриционизам доста ме интересира, нели? Меѓутоа, реално кај нутриционист повеќе доаѓаат луѓе кои што имаат некаква дијагноза. Јас викам, човек додека е здрав не оди кај нутриционист, барем така и кај нас, нели? А тие што се занимаваат со спорт најчесто одат кај вежбачите да им прават програми. Кај нутриционист доаѓаат баш тие луѓе што имаат здравствени проблеми. Мене, сега да речам, мило ми е така, нели, малку глупаво звучи, меѓутоа ми е Што медицински можеш да помогнеш, да речем, мене ми е вистински предизвик баш тој клинички нутриционизам повеќе отколку сите други, отколку за слабење или не знам за некои други потреби, нели. Нормално дека би сакал, нели, да ги подучувам луѓе и на поздрава исхрана, меѓутоа клиничкиот нутриционизам некако ми е најголем предизвик. Јасно. Во моментот детска популација има доста, да речеме, по Јас лично не работам со деца. Значи тоа е многу голема реткост, ако да речеме поделикатна е можеби состојбата ситуација. Па искрено да. Затоа што децата се доста поспецифични, родителите уште поспецифични, така што јас избегнувам да работам со деца. Единствено им помагам на родители со кои што веќе соработувам. Па ако имаат нешто потреба за нивните деца, тогаш да речеме повеќе е на совети, повеќе на консултации. Меѓутоа јас со деца не работам. А се случува, Антонио, семејно да те ангажираат? Цело семејство? Ајде да јадеме да ги спакуваме како што треба, да? Се случува. Најчесто нели децата не се вклучени, ама родителите заеднички. Па тука заеднички некако веќе се придонесува. Сега не може да се има исти пристап, нели секој си е различен организам. Сите бараат, а може ли да имаме една програма, двајцата да ја користиме? Генерално ако се здрави луѓе и може, да речеме. Меѓутоа, пак ќе речем кај нутриционист доаѓаат луѓе што веќе имаат некаков проблем. Така е. Така што ретко кога чисто здрави луѓе сакаат само да ја подобрат исхраната и да дојдат кај нутриционист, тоа е, не знам, некој 10% од клиентите. Да преидеме сега на вежбањето и исхраната, да убава секогаш да се потсетиме на распределбата со јаглени, хидрати и протеини, дали веднаш треба да се јаде после тренинг? Тоа е прашање од $1.000.000, нели? Има различни студии, сега имаше во последно време сега, не сега пред некоја година, дека тој прозорец колку што може да се јаде е 4 сати. Значи после да речеме ако некој имал напорен тренинг, дали е тежински или пак можеби со трчање, како и да е, можеби некој не му поднесува желудникот баш храна веднаш по тренингот, дека до 4 часа може да се одложи јадењето. Реално најдобро е час и половина според тоа како најреално би било за организмот. Ако сакаме најголемиот ефект да го почувствуваме од храната која што би придонела понатаму за побрзо да заздрават мускулите, па да дојде и до поголема мускулна маса. По регенерација, по да кажеме по добар кардио или да би се поттикнал повеќе кога да речеме час и половина. Меѓутоа ако не може некој еви до 4 часа, мака што ефектот нели ќе се поднамали, не значи дека е изгубено време ако не се изеде нели како беше порано пола час одма после вежбање мора. Да. Па се уште забележувам момци и девојки кои што например ќе го завршат тренингот, нели додека пристигнат до својот дом да го сготват или да го имаат нели оброкот, веднаш го имаат шејкот колку да не нели мускулот да не
спадне, односно да Да. се регенерира веднаш, да почне процесот на свое обновување некакво, нели? Реално мускулите се обновуваат до колку некои 48 часа до 72 Од часа вежбањето, по речеме, вежбањето, кога- да. Така што не можеме ние, можеби, знаеш како, за во моментот да помогнеме нели побрзо да се регенерира мускулот, можеби тие протеински шекови, посебно ако се на база на сурутка, ќе придонесат. Меѓутоа не мора нешто премногу да се брзаме, да речеме, една овошка и еден шејк би било доволно, па еден пообилен оброк по 3-4 сати да се јаде. Значи 4 часа некој оптимум е сосема соодветно ако Така нели да, се јаде веднаш. тоа е според, пак ќе кажам, според проучувањата, според науката. Јас не би оставил толку долг период после вежбање, посебно ако е некој напорен тренинг, нели? Јасно. Меѓутоа, еве знам дека луѓе трчаат километражи. И после тоа уште на желудникот да му се даде некоја храна, која и да е. Потешка или било Да, која и да е би било навистина малтретирање повеќе. Така што еве да се одложи за некои 2 часа, 3 часа би било го најоптимално. препорачуваш. Да. А што се однесува пак пред тренинг, колку би препорачал да речеме внес добар протеински здрав оброк за да имаме нели па и на крајот одеднот и силата да го издржиме тренингот. Да, вака значи зависи што е тренингот, меѓутоа јаглехидрати задолжително, не само протеини пред тренингот и пак ќе речем затоа што се регенерираат мускулите практично од овој тренинг до следниот тренинг. Следниот, така. Треба да бидат распоредени мускулите, протеините низ целиот ден. Затоа што ние не функционираме, на пример, јас сега гледам нешто вежбачи рекламираат, прават оброци кај што има не знам по 70-80 грама протеини од еден Во еден оброк? Да. Значи ги прават со пилешко, со Што ќе се салама, случи па и со со грчки дигестијата јогурт. Конкретно, на пример, нашиот организам не успева да ги изабсорбира толку за да ги обнови мускулите. Јасно. Не дека ќе ги испарли тие протеини, дека нема да ги употреби, ќе употреби на пример за градба на внатрешни органи, на слично, а за мускулите некаде од 30 до 50 грама од оброк ќе искористи само. Така се барем значи, од проучувањето. 70 грама ако има од еден оброк, 30 ќе ги искористи за мускулите. Да, така е. Другото ќе го искористи или за градба на внатрешни органи, или за хормони, или за антитела, или и премногу протеини го качуваат шеќерот. Значи може инсулин резистентност да се стекне и со премногу протеини во оброците. Затоа што преку глуконеогенеза што се создава во црниот дроб се создаваат шеќери и од протеините. Значи нашиот организам е една хемиска лабораторија. Баш хемиска, интелектуална хемиска лабораторија. Така што не значи дека ние ако сега земеме по 70-80 грама протеини јадеме во еден оброк и дека готово сме го постигнале идеалната цел сме ја постигнале со протеини. Не, и премногу протеини може да го качат шеќерот, што нели сега се демонизиран или шеќерот го качува јаглехидратите, не, и премногу протеини го прават тоа. Така што треба да се внимава и на тој момент. Да. Најдобре распоредени преку цел ден, во ужини Да речеме во оброци. 20-25 грама во оброк еден да имаме. Така, да, и плюс од ужините нека 15 на грама да има, Супер. без осемна задоволително. Тоа е баш убав оптимум. Би сакал оваа тема, здравје Боже, да заеднички некако да си ја спроведеме многу почести во иднина. Мајде ќе те прашам само за крај на излегувањево. Како да ја задржиме мускулната маса, а потребно да направиме калориски дефицит? Со поголем процент на протеини. Значи, кај нас што се прави? Се оди на брзи диети. Брзите диети најчесто, штом некој брзо слабе, тоа е намалување вода и намалување на мускулна маса. И јас кога ќе дојдат еве клиенти, често ми кажат, сакам за толку време толку да ослабам. Добро, викам, ќе изгубиш мускулна маса. И сега прво што ми кажуваат е дека не се вежбачи. Ама не е битно дали сме вежбачи или не, мускулната маса е нели метаболички активна. И масното ткиво е метаболички активно, меѓутоа мускулното е тоа што мускулите се тие што ни трошат калории. Така што за да се задржи прво и основно мускулната маса не треба нагло намалување на калориите. Да речеме да се внимава посебно на внесот на протеини, сега ќе опадне дел од мускулната маса, не е можно да не опадне, затоа што сме во калориски дефицит. Така. Да не се оди на преисцрпувачки тренинзи, да речеме, и нешто што нема врска со храната е битно, тоа е спиењето. Колку и да мислиме дека се е во храната и вежбањето, не сме погрешиле. Да, сме погрешиле затоа што ако немаме спиење, ако не спиеме добро, ако не сме добро одморени, не може да се обнова. Да. Значи пропаѓа се во вода. Регенерацијата воопшто не би се одвива. Така се намалува, така што не можеме да очекуваме дека ние ќе јадеме толку и протеини, ќе вежбаме и ќе спиеме по 3 часа и готово ќе некоја магија ќе се случи. Многу ти благодарам за денес. Искуството не го направивме само за крај, извинете. Да.
Значи крај. ги ставив кромитче, Кромит. патлиџан, еве ќе ставам динстан спанаќ, кратко ово е беби спанаќ. Многу кратко му треба минутка 100 две. грама. Да, се 100 грама собира. се собира целиот. Да. И Одлично. значи ги поклопуваме лепчињата, ова се сендвичите и Прекрасно. имаме веќе еден убав оброк. Сега Баш убав оброк, ево. со брзање се надам дека нема да И тоа овде излета. имаме сигурно добри 15 на грама, можеби Па може и повеќе, да, сигурно. протеини повеќе. Еве Супер. го, значи како би изгледал сендвичот, Одлично. супер и убав и кремаста структура. Да. Ќе потсетиме уште еднаш. Значи, урда, Авокадо, ставивме авокадо. кромит, домат, беби спанаќ и тоа е тоа. Тоа е тоа. Требаше и црн пипер да ставам, ма нема. И вака може да помине. Како и да е, Антонио и ајде да јадеме ве очекува на својата платформа. Тука ќе го кажеме нашето денеска на здравје и бон апетит.